прво да се заблагодарам што сте овде, да се заблагодарам на трпението на граѓаните на Скопје, но пред се сакам да се заблагодарам на масовната поддршка што ја добивме од тротоарите до улиците и од зградите кога поминувавме. Знам дека ваквиот начин на блокада е многу порадикален од оние 3 раскрсници кои ги блокиравме. Знам дека скопјани се нервозни, но сакам да апелирам, да ги замолам, воедно и да им се заблагодарам, да не сватат дека кога не функционираат институциите во државата, кога се погазени институциите, ова е начинот на борба, на политичка борба за враќање на слободата и демократијата во Република Македонија. Никој и со ниеден потез не може и не сме да го избрише црниот понеделник на 24 декември и затоа премиерот Груевски, кој што е ова негово работно место, кој денеска дојде на работа, се уште не знам, режимскиот премиер може да прави што сака, но ние не смееме да го забораваме 24 декември. Затоа сакам да порачам, доколку сака и влезе во варијанта на нелегитимни локални избори на 24 март, тој ќе ги сноси и тој ќе биде најодговорен за сите последици што ќе се случат тогаш. Социјалдемократскиот сојуз најмалку сака да се радикализира ситуацијата. Оваа недела, како и денеска, ќе продолжиме со овај начин на протести. И тоа се практично последните добронамерни обиди на Социјалдемократскиот сојуз да дојде до политичко решавање на длабоката политичка криза. Доколку тоа не се случи, целата одговорност ќе ја сноси онај што ја создаде, премиерот Никола Груевски. Груевски вчера ве повика на локални избори и отворено кажа дека не прифаќа предвремени парламентарни избори. Па вчера видовме еден најнискиот говор што е одржан во плурална Македонија, со најмногу навреди и со евидентен говор на омраза. Тоа најдобро зборува за стравот негов и за лажната слика што тој сака да ја создаде дека него граѓаните го сакаат. Ако толку го сакаат граѓаните и ако има навистина толку многу проекти, ајде нека излезе на предвремени парламентарни избори, заедно со локалните избори, па да видиме кого сакаат граѓаните во Република Македонија. Очигледно се подготвувате за локални избори, дали ќе ги бойкотирате? Мислам дека шетањето со коли низ градот не е подготовка за локални избори. Мислам дека блокадите што ги прави граѓанскиот парламент во секое место надвор од Скопје не е подготовка за локални избори, туку е борба за враќање на слободата и демократијата во Република Македонија. Друга цел ние во овој момент немаме. Рековте добронамерни протести, што може да се очекува понатаму? До сега дека биле добронамерни, меѓутоа кажавте дека ќе ги радикализирате, во која смисла? Па добро, за тоа ќе биде јавноста дополнително информирана, значи оваа недела се задржуваме на овој тип на блокади, свесни дека повеќе револт создаваме на кај скопјаните, но уште еднаш користам приликата да им се извинам, но и да им се заблагодарам. Денеска беше евидентна поддршката што добивавме од улиците во еден работен ден како што е денес понеделнички кој што тргна во Скопје. Рековте дека наскоро ќе започне процедура за враќање на мандатите на претходниците на СДСМ. Дали тоа ќе почне во скоро време, ќе почекате уште и дали тоа ќе значи евентуално дека пратениците од опозицијата ќе се најдат на листа за апанажа или не? Па тоа е една од гнасните манипулации на Центарот за лаги и манипулации, дека тоа некој го прави заради некаква апанажа. Тоа е глупост, дозволете ми на изразот. Враќањето на мандатите е последниот чекор од демократските методи на барање на решавање со политички диалог, која ќе се исцрпат сите можности за политички диалог и договор. Тоа е само еден мал чекор во целиот тој процес. Мал чекор кој води сепак кон предвремени парламентарни избори. Ние сметаме дека оваа длабока политичка криза може единствено да се реши со предвремени парламентарни избори. И затоа ги користиме сите демократски методи да дојдеме до предвремени парламентарни избори. Изминуваат сите рокови за одржување заедничко на предвремени парламентарни и локални избори. Може ли да се поместат локалните избори? Мислам, за да евентуално, иако власта е решено дека нема да дозволи предвремени парламентарни.
До сега било тоа случај во 2004 година кога се одложија локалните избори за 2005 година. Видовме дека оваа власт кога си играше пописи, потроши 8,5 милиони евра, си го заврши пописот со нивен закон. Се е можно. Битно е да има политички договор. Политичкиот договор не се прави со говор на омраза. Туку се прави со седнување на маса и со разговарање со аргументи. Ние сме спремни за тоа, за жал, од другата страна гледаме само и слушаме само навреди и навистина еден по секоја дефиниција говор на омраза што вчера го имаше премиерот Груевски.